Дневник на ТВ+. Добре дојдовте. Следуваат дел од настаните. Во тек е летно крпење на улиците. Се подготвуваат садници за есенското пошумување. За 2 дена завршува забраната за лов на мрена. Во тек е летното крпење на ударните дупки на улиците во градот. Од општина Куманово велат дека освен што е предвидено да се асфалтираат оштетените улици во центарот, ќе се интервенира и во приградските делови. Кумановци ја поздравуваат иницијативата, но укажуваат дека итно треба да биде закрпена дупката на улицата Борис Кидрич. Високите температури не ја намалија динамиката на реконструкции на улиците во градот. Освен што се работи на подготовка на асфалтирање на улици во приградските населби, се крпат ударните дупки во центарот и паралелно се обележуваат пешачките премини. Приоритети при обележувањето се улиците покрај градинки, училишта, здравствени установи и државни институции. Зависно од метежот се настојува првен целосно да биде покриено централното градско подрачје, но се работи и во периферијата. За оваа намена општина Куманово одвои 2,5 милиони денари. Граѓаните ја поздравуваат иницијативата за санација на улиците, но нагласуваат дека истата треба да биде поредовна. Ова улица, жими што ја направија малку така некако. Иначе слабо се одржуваат патишата кај нас и затоа возилата пропаѓаат. Тога не можам да ви кажам друго што за улиците. Тоа стварно треба финансии, али треба да се води ред. Тие луѓе што се, да кажеме, одговорни за тоа да па градоначалникот треба да излезе, да види улиците, да погледа. Има проблеми со дупки, со паркирање, со пешачки премини кои не се зацртани онака како што треба. И сите се збунети. И пешаци, и шофери, и возаци, и луѓето, и малите, и големите. Ја поздравувате иницијативата, еве сега се одбележуваат пешачките премини. Така ли? Ја не сум ги видел, меѓутоа тоа треба секој ден, секој ноќ да се проверуваат како на запад. Тие апелираат до надлежните што поскоро да го решат и проблемот со големата дупка која веќе неколку денови се наоѓа на улицата Борис Кидрич, односно зад занаетскиот дом. Поради истата се создава метеж во сообраќајот, а возилата, иако се обидуваат да ја избегнат, пропаѓаат во неа. Пешаците нагласуваат дека освен за возачите представува проблеми за нив. Кои су надлежни за путеви за градишно, треба се гради да се направи. Дали како пешак вам не представува проблем? Како? Како пешак? Движење на улиците, дали ви проблем. Има некој оди, не може да оди добро, има некој, например, деформишен со ногу на гази, још поише ќе скрши ногу него што да пројде. Лошо и за кола, и за пешаци, и за сви. Сега ја погледнувам и срамота е што е тука. Проблем и тоа голем проблем. Па како не треба да се реши? Подхитно треба да се реши. Дали ви представува проблем како пешак вам? Па представува ја тоа ќе прокара ќе скрши човек оној. Зашто е така градоначалник? Има служба, те него нека дојде нека види. А така е, чисто. Па виж ќе пројде ќе скрши ногу некој. Кој ќе одговара? Никој. Надлежните истакнаа дека ќе испратат екипа да ја увиди состојбата и проблемот во скоро време ќе биде решен. Инаку од секторот за урбанизам при општина Куманово информираа дека целосната санација на улиците е предвидено да заврши до крајот на јули. 31-годишен кумановец исчезнал пред 2 дена. Настанот истиот ден во 21 часот во полициската станица го пријавил неговиот брат. Информираше Министерството за внатрешни работи. Се превземаат мерки и полицијата трага по исчезнатиот. Шумско стопанство се подготвува за традиционалното есенско пошумување на површини во Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Периодов се произведуваат садници од сите видови, а вкупниот капацитет на расадникот е околу 3 милиони садници на годишно ниво. Околу 3 милиони садници годишно се произведуваат во расадникот на Кумановската подружница на јавното претпријатие Македонски шуми. Садниците се користат за пошумување на површини во трите општини, но доколку граѓаните сакаат да купат, тоа може да го сторат во расадникот познат меѓу граѓаните како Режановски врби. Се припремамо и расадник,
пошто планираме исто така у јесен око 200 хектара пошумување да биде во општина Куманово, Липково и Срна Горичани. То значи секоја година по 200 хектара до 300 хектара пошумување мора да планираме. Така, со какви дрвца се врши пошумување? Со сите врсти дрва. Со сите врсти дрва. И среќа што лани све што е пошумено, 80% е прифатено, пошто беше година така. И ова година мислим дека убаво ќе биде. Кад доаѓат, например, јесен, зима може да се даде сите врсти расад на сите граѓани за пошумување приватни парцеле и некои реке, меѓе, ливаде и така дале. Нема да има никаков проблем. Расадникот во Куманово обстојува од 70-тите години, формиран од првиот директор на Шумско стопанство Куманово. Расадничката површина е осовременета и во денешни услови функционира како профитабилен капацитет. Во 2002 година на површина од 1 хектар со помош на владата на Република Македонија и донација од Телеком се изградени 7 објекти од по 1000 метри квадратни, од кои 2 пластеника и 5 мрежника, во кои се произведуваат садници од сите видови. Советнички прашања е единствената точка која ќе се најде утре на дневниот ред на Советот на општина Куманово. На 54-та седница советниците ќе имаат можност да упатат своји прашања до градоначалникот Зоран Дамјановски. Кумановци седницата може да ја следат на директниот пренос на Телевизија Плюс со почеток во 10 часот. Со почетокот на јули завршува забраната на ловот на рибата мрена во ривирот на Криварека. Од риболовното друштво Макдам посочија дека освен мрена која што не смее да се лови уште неколку дена, нема забрана за ниту еден вид на риба. Од друштвото посочија дека водотекот на реките е задоволителен поради обилните врнежи во претходниот период, а фондот на рибите е зголемен. Со започнување на летниот период завршува и мрестот на рибите во Кумановскиот регион. Во сооднос со видовите на рибите кои што живеат во Крива река, од риболовното друштво Макдам истакнаа дека периодов што измина забраните за сите риби се поминати, освен за мрената која што ќе трае до 30 јуни и за пстрмката за која што забраната е постојана. Со завршување на мрестот и со почетокот на летните одмори, риболовците се повеќе наоѓаат слободно време за ловење на риба, така што и бројот на дозволи издадени од друштвото е во пораст. Од риболовното друштво истакна дека и покрај тоа што бројот на риболовци е во пораст, бројот на риби во ривирот на Крива река се зголемува. Рибарите сметаат дека строгото запазување на датумите и контролите кои што се вршат овозможуваат рибниот фонд да забележи зголемување, а побројните контакти на риболовците со друштвото и ставањето на преден план на рибарската етика, која што е еден од најбитните фактори за еколошко сочувување на видовите на рибите и животинскиот свет во реките, овозможува креирање на долгорочни планови. Забраната, значи, помина за Бојник беше, сега до 15 јуни заврши за падика и за кленот. Моментално само забрана е за мрена. Други забрани нема. Забраните беа поради мрестот. Фактички пастрмката е целосно забранета во Крива река. Друга риба нема целосно забрана, само за пастрмка, иначе мрената е забранета до 30, така после ќе може да се изловува и таа. Моментално сега поради мрест таа е забрана. Од риболовното друштво, според нивните досегашни искуства, посочија дека протокот на водата во реките поради дождовите, кои што беа обилни во претходниот период, е на задоволително ниво, така што и тоа се одразува на позитивниот биланс на екосистемот во ривирот. Рибарите се задоволни од целокупниот број на сите риби кои што ги има во Крива река, а од риболовното друштво посочија на одредени видови кои што во последниот период најмногу се појавуваат во реката. Моментално сега се лови кленот, има доста во изобилство, ова година се појави кленот, јаде на дудинка, на пченица, почна да јаде на мушици, ловат. Рибниот фонд е доста збогатен, риба има моментално, водите се добри моментално, сега за сега не е, водостојот е супер, значи риба добра, чиста, еколошки, во неја се наоѓаат, има живи суштества како рак, школка.
Од почетокот на пролетниот период, кога друштвото имаше издадено 140 дозволи, до сега бројот е зголемен за 100. Од друштвото во досегашниот тек на годината се задоволни од намалениот број на рибокраци. До сега имам издадено годишни дозволи околу 230 дозволи, државни имаме околу 20. Значи рибократство е во намален број? Да, во намален број, да. Тоа не може да се намали за секогаш, али намалено е во голем број. Риболовот помеѓу младите генерации станува популарен и бројот на млади риболовци е во пораст. Од друга страна, бројот на рибокраци се намалува, со што се очекуваат добри денови во македонскиот риболов. Бензините и дизелот поевтинија за половина динар по литар, објави регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на Евросупер БС 95, на Евросупер БС 98, на Евродизел и на екстра лесното масло за домаќинство се намалија за 0,50 денари по литар и со тоа цената на БС 95 изнесува 63,0 денари по литар, на БС 98 е 64,50 денари по литар, на Евродизел изнесува 49,50 денари по литар, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство е 38,0 денари по литар. Од 1 јули матичните лекари ќе добијат зголемување за 10% на капитацијата и таа ќе изнесува 55 денари. Надлежните потенцираат дека ова значително ќе им помогне на повеќе од 1600 тимови на матични лекари во Македонија. Во државата над 1.700.000 осигуреници имаат избрано матичен лекар. Од 1 јули матичните лекари ќе земаат повеќе пари од фондовската каса. Капитациониот бод ќе им биде зголемен од 50 на 55 денари, односно за 10%. Тоа ќе значи зголемување на поквалитетна здравствена заштита на пациентите, најавија надлежните. Како прв столб во здравствениот систем, бенефит од оваа мерка ќе имаат околу 1600 тимови на матични лекари кои работат во 1086 ординации со кои фондот има склучено договор. Се работи за средства од 188 милиони денари или нешто над 3 милиони евра на годишно ниво, нешто што дополнително ќе ги мотивира и ќе ги стимулира и охрабри тимовите на матичните лекари кои работат широм Република Македонија. Ова ветување беше дадено во декември минатата година од страна на министерот за здравство Никола Тодоров и директорот на Фондот за здравствено осигурување Стефановски. На почетокот на годината поголема капитација добија стоматолозите, а за 2 дена ќе имаат и матичните лекари. Здравствените власти велат дека примарната заштита е првиот контакт на пациентот со здравствениот систем и има посебно значење за целокупното лекување и следење на здравствената состојба на пациентот. Кај матичниот лекар секој осигуреник треба да добие квалитетна здравствена услуга и рано откривање на определени заболувања, што е од огромно значење за превенцијата. Во Македонија над 1.700.000 осигуреници имаат избрано матичен лекар и оваа бројка е во континуиран пораст од година во година. Во просек секој матичен лекар има 1159 пациенти за кои фондот исплаќа 104.367 денари. Во Куманово има околу 110 матични лекари. Нова повисока цена на цигарите треба да почне да се применува од петок, доколку производителите не решат да ја компензираат. Зголемување на акцизата за 3 денари по кутија се предвидува за последен пат ова лето. Од наредниот 1 јули цигарите секоја година ќе поскапуваат по 4 денари за кутија. Ваквиот тренд на покачување во наредните години би требало драстично да ги поскапи цигарите во земјава. Во Центарот за култура вчера вечер едукативниот центар Студио Серафимовски го имаше својот завршен концерт Јавен час. На концертот настапија 30 на млади музичари кои за прв пат се представија пред кумановската публика. Големиот спектар на композиции од различни музички жанрови остави силен впечаток кај присутните. Во Центарот за култура вчера вечер се одржа завршниот концерт на музичкото училиште Едукативниот центар Студио Серафимовски насловен како Јавен час.
На завршниот час големиот број на ученици за прв пат во своето музичко образование настапија пред публика и покажаа што научиле во текот на часовите за време од една година. Пред присутните настапија 30 ученици кои што се под менторство на професорите Боби Серафимовски, оние што свират на гитара или кларинет, професорките Милена Гиевска и Билјана Костадинова, оние кои што свират виолина, Филип Антевски професор по клавиатура и тапани и Дарко Тодоровски професор по соло пеење и специјал клавир. На завршниот концерт покрај родители и љубители на музиката присуствуваа и истакнати професионални музичари кои што го проследија разноликиот и богат спектар на композиции. Во нашиот град има многу таленти и посебно ми е задоволство што денеска во оваа прилика родителите и сите гости кои се дојдени ќе имаат прилика да ги слушнат младите кумановски таленти кои што очекуваме понатаму да израсат во врни музичари. Професорот Серафимовски истакна дека идејата на едукативниот центар е да им се овозможи на учениците покрај учењето на класичната музика и основите на музичкото образование да се запознаат со нови начини на учење и изведување на народната музика, џезот, смут џезот, инструменталната музика, со што крајната цел би била методологија која што би го правила студиото препознатливо. Серафимовски е задоволен што младите ученици покажуваат афинитети кон инструменталната музика и на тој начин започнуваат да го градат своето музичко искуство. Посебно ми е задоволство што млади момчиња, значи оние што се во основно училиште, имаат интерес за ваков тип на музика, инструментална и џез музика, така да ние работиме џез стандарди и морам да кажам дека јас сум многу пријатно изненаден од тоа што колку младите талентирани наши сограѓани дечиња влегуваат во тој џез фазон и во она што значи светски стандард на џез музика. Од едукативниот центар исто така посочија дека изборот на одреден тип на музика од младите музичари зависи од многу фактори. Според нив, желбите на учениците воглавно се движат во сооднос со музичките трендови кои што постојат на светско ниво. Зависно од инструментот кој го посетуваат, кој го свират, значи хармоникашите се ориентирани на народна музика, староградска народна музика. Гитаристите најверојатно ради професорот се ориентираат повеќе на џез музика, блуз музика, меѓутоа поп музиката е најбарана во нашите простори, да. Младите ученици кои што веќе една година се занимаваат со музика го искажаа своето задоволство што веќе знаат да свират на музички инструмент. Поред нив музиката го нуди заедничкото искуство на работа и задоволство. Јас свирам гитара и тоа ми е љубов од малецка. Многу сакав да свирам гитара, цртав гитари по дома, лепев гитари, барев гитари и еве се запишав. Јас се занимавам веќе една година, а љубовта така многу од секогаш ми била интересна. Премногу сум задоволна. Големиот спектар на композиции кои што припаѓаат на различни музички жанрови оставија силен впечаток кај присутните гости, така што се очекува и за наредните концерти на студио Серафимовски да има голема заинтересираност. Времето денеска во Куманово беше сончево со привремена облачност, а дуваше слаб северозападен ветер. Дневната температура изнесуваше 27 степени, а утринската 17. За утре метеоролозите најавуваат умерено облачно време, при што дневната температура ќе го достигне 28 степен, додека утринската ќе се намали до 17 степени. Тука е крајот на ова издание на Дневникот. Ви посакувам пријатна вечер.